Добар ден, ученици, и добре дојдовте во нашата училница. Денес на часот по математика ќе се запознаеме со монети и банкноти. Јас сум оделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сударев од Битола. Хајде, математичари мои, да започнеме. Рековме дека на денешниот час ќе се запознаеме со монети и банкноти. Ќе научиме што се монети, иако веќе по сликата ги препознаваме, и што се банкноти. Која е нивната вредност, а најважно од се е ќе пресметуваме со помош на монетите. Значи, денес зборуваме за македонските пари, денари, кои што ги има во две форми, како монети, и тоа во вредност од 1, 2, 5, 10 и 50 денари. Монетите ги викаме уште метални пари. Ако ги наблюдувате по сликите, ќе видите како изгледа монетата од 1 денар, има предна и задна страна. На предната страна е дадена вредноста на монетата, 1 денар, на задната страна е даден, например, македонскиот чарпланинец. Или монетата од 2 денари со рибата пастрмка, 5 денари со рис, значи на задната страна се наоѓа рис, 10 денари со прекрасната птица паун и 50 денари со извадок од македонска фреска. Сега, овие метални пари, значи имаат различна вредност и затоа ги употребуваме за плаќање на различни производи. Освен монетите како метални пари, има и банкноти, или ги викаме уште хартиени пари, кои што имаат вредност од 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 денари. Ние само ќе се запознаеме со нивната вредност, но во второ одделение ќе користиме вредностни пари со помала вредност. На овие часови што следуваат по математика во второ одделение ќе пресметуваме и со монети со вредност од 1, 2, 5, 10 и 50 денари и банкноти со вредност од 10, 50 и 100 денари. И ако погледнете, ќе видите како монетите, така и банкнотите или хартиените пари имаат предна и задна страна, кои што се разликуваат. Да започнеме со активноста. Сакам внимателно да ме следите. За овој час, по моментот, треба само да го следите видеото и да разговарате со мене по однос на прашањата кои што ќе следи. Јана, Горан и Сонја си купија смоки од 12 денари. Хајде да видиме што треба да направат Јана, Горан и Сонја во врска со монетите кои што ќе ги користат. Имаме монети од 1, 2, 5 и 10 денари. Ние треба да ги откриеме начините на кои што платиле дечињата, значи овие другарчиња си купија смоки, но на различни начини платиле во продавницата. Хајде да видиме Јана како платила 12 денари. Јана на продавачот му дала 10 денари, една монета од 10 денари и една монета од 2 денари. И Јана ги платила точно смоките со вредност од 10 плюс 2 еднакво на 12. Значи си пресметала точно и дала точно пари на продавачот. Хајде да видиме Горан како платил. Тој употребил монета од 10 денари и 2 монети од по 1 денар. И Горан платил точна сума во продавницата. 10 плюс 1 плюс 1 е еднакво на 12. А Сонја? Дали Сонја може да употреби друг начин, различен од начините на кои што платиле Јана и Горан? Сонја употребила монета од 5 денари, уште една монета од 5 денари и монета од 2 денари. Или вкупно 5 плюс 5 плюс 2 е еднакво на 12. Внимателно забележете ги парите, односно монетите со кои што плаќале вашите другарчи. Сите точно ја платиле сумата. Сите дале еднаква вредност,
на продавачот. Меѓутоа, сите платиле на различен начин. Тоа значи дека можеме со различни комбинации ние да пресметуваме точни износи. При тоа, Јана употребила само 2 монети за да ја плати точната сума, а Горан и Суња по 3 монети, иако вредноста на она што го платиле е иста. И Џанер и Азра си купија смоки, а тие пак платиле на овој начин. Џанер платил вака: 5 денари плюс 5 плюс 1 плюс 1. Тоа значи дека употребил други монети, меѓутоа повторно ја платил истата сума, но тој употребил 4 монети, за разлика од неговите другарчи. А Азра, хајде да видиме начинот на плаќање на Азра. 5 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 1. Азра имала повеќе ли пари од Џанер, бидејќи гледаме дека има 5 монети, или иста вредност? 5 плюс 2 се 7, плюс 2 9, плюс 2 11, плюс 1 12, или Азра со 5 монети платила вредност од 12 денари. Колку монети од по 2 денари ќе ти треба за да ги купиш смоките? Значи, истите овие смоки можеме на различни начини, но сега барам монети само од по 2 денари. Внимателно можеш да го стопираш видеото пред да излезе резултат. Ајде да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Јас употребив 6 монети и велиме 2, 4, 6, 8, 10, 12 денари. Употребени се 6 монети од по 2 денари. А можеме да правиме, велиме, уште многу комбинации со монети од 1 и 2 денари, за да добиеме 12 денари. Но, колку монети од 1 денар ќе ти треба за да платиш за смоки од 12 денари? Само од 1 денар да употребиш. Еве ги тие монети, не значи дека имаме многу повеќе од претходните, имаме иста вредност, како претходниот пример што го следите со 2 денари. Но во овој случај употребуваме монети со помала вредност. Ајде да купиме сега тетрадка за почетно пишување која чини 20 денари. Исто ќе ги користиме монетите од 1, 2, 5 и 10 денари. Изберете начин на плаќање и нацртајте ги монетите со помош на линија. Ајде да видим. Значи, ваша задача сега е да отворите тетрадката, да си нацртате, да изберете начин на кој сакате да платите, да си купите тетрадка во износ од 20 денари со користење на прикажаните монети. Ајде да видим. Овој начин, дали некој го потребил? 10 плюс 10, 20. Тогаш користиме само 2 монети. Може би некој друго детенце нацртало вака. 10 плюс 5 плюс 5 е 20. Друг. Ваков пример употребивте. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 2 плюс 2 плюс 7, вкупно 20. Еве некои начини на плаќање на тетрадка во скупен износ од 20 денари. Драги деца, сега е време за индивидуална работа. Дадената задача е слична како претходните примери што ги користев. Вие треба да нацртате 3 начини како ќе платиш молив од 8 денари. И при тоа да ги нацрташ монетите со помош на шаблонче од линијар или можете со прецртување на самите монети. 3 начини, при тоа да го покажете и бројниот израз. Цртеж плюс задача. Стопирајте го видеото, бидејќи потоа следуваат и решени начини, па да проверите дали ги употребивте некој од нив. Се враќаме на задачите. Дали имате ваков начин на представување на купување на молив? 5 плюс 2 плюс 7, 8 денари. Потоа, еве уште еден пример. Дали вака сте запишали? 5 плюс 7 плюс 7 плюс 7 е еднакво на 8 денари. Или можеби сте употребиле само монети од 2 денари и сте решиле 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 8. Проверете си, можеби имате и само од 1 денар. Може имате комбинација од 2 и од 1 денар.
бидејќи имаме многу можности за решавање, но да добиеме точен резултат. Драги ученици, време е за домашна работа. Имате 3 задачи кои треба да ги представите на 2 различни начини. Да ги представите со цртеж и со броен израз, исто како и сега што решавав. При тоа треба да покажете сума од 9 денари како ќе добиете на 2 начини, од 17 денари и од 23 денари. За секој потребна поддршка, вратете се на видеото назад малку па да видите како треба да решите. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некоја следна прилика. До гледање!